44 годишниот Игор ЧС од Пробиштип е третиот рудар кој за помалку од месец и пол е изнесен на носила и тешко повреден од јамите на рудникот Злетово. Несреќата него го задесе околу 10 часот, кога машина му паднала врз градите и го пригмечила. Со тешко дишење и болки, тој е пренесен во Пробиштипската брза помош, а оттаму итно транспортиран во Штипската клиничка болница. Овдешните лекари констатирале сериозни набиеници, поради што рударот е задржан на лекување. Предходно, од истата јама, со сериозни скршеници на двете нозе, завршија други двајца рудари, што прашањето за безбедноста во рудникот повторно го прави актуелно. Сакајќи да си го земе телефонот од провалијата кај местноста Кукуле во Делчевски Нов Истевник, 57 годишниот планинар од Неготино завршил со телесни повреди, но и со акутен инфаркт како резултат на преживеаниот стрес. Сакајќи да го извади телефонот, се заглави тамо во провалијата. Надморската височина е горе на местото викано Кукуле, некаде околу 1100 метри. А дека беше провалијата е првата провалија од местото Кукуле. Присебноста на неговите колеги планинари и брзата реакција на граничната полиција, со чие возило бил префрлен до итната медицинска служба, му го спасија животот на планинарот. Само довербост, искусноста и храброста, заедно со момчето од Неготино, со тешки напори го истеравме на платформата. Инаку, патеката била лесна, со должина од 13 километри, а 20-тина планинари од регионот со овој марш ја одбележаа 15 годишнината од постоењето на планинарското друштво од Делчево.